Гласници на надежда. Глава 44. Мерење на вредностите. Понекогаш сме во загадка да знаеме што е највредното нешто во нашиот живот. Во такво време потребна ни е помош. Каде се обраќаме за помош? Јас одам во Божјиот збор. Еве некои стихови кои се од помош за такви моменти. Ги подигам моите очи кон горите. Од каде ќе ми дојде помош? Мојата помош е од Господа, кој ги создаде небото и земјата. Овие стихови се во Псалм 121, прв и втор стих. Да се знае како да го избереме најдоброто во нашиот живот, кој е нашиот проблем. Еднаш господја Јодер и јас посетувавме продавница да купиме персиски килими. Кога продавачот ни ја кажа цената, ние не можевме да купиме килим. Немавме никаква идеја колку би чинел персиски килим. Цената беше повеќе од тоа колку што ние можевме да си дозволиме. Па моравме да го оставиме персискиот килим. Сите беа убави, но ние не можевме да си дозволиме да купиме ниту еден. Во животот мора да се грижиме и да ги мериме вредностите по кои ние живееме. Некои се прескапи, за некои цената е прескапа, за некои цената е многу ефтина. Дали има некои начини да се мерат вредностите во животот? Да, има. Ќе видиме што се случува во Јован, 9 глава, од 13 до 23 стих. Го одведоа поранешниот слепец кај фарисеите. А беше саботен ден кога Исус направил кал и му ги отвори очите. Тогаш повторно фарисеите го прашаа како прогледал. Тој им рече: ми стави кал на очите, се измив и гледам. Тогаш некои од нив рекоа: овој човек не е од Бог, не ја празнува саботата. Други говореа: како може грешен човек да прави такви чудотворни знаци? И настана раздор помеѓу нив. Тогаш пак му рекоа на слепиот: што велиш ти за оној кој ти ги отвори очите? А тој рече: пророк е. Но евреите не поверуваа дека бил слеп и прогледал, се додека не ги повикаа неговите родители. И ги прашаа велејќи: дали е овој вашиот син за кого велите дека се родил слеп? Како гледа сега? Неговите родители одговорија: знаеме дека овој е нашиот син и дека се роди слеп. А како гледа сега, не знаеме. И кој му ги отворил очите, ние не знаеме. Прашајте го него, тој е возрасен, самиот нека зборува за себе. Неговите родители го рекоа ова затоа што се плашеа од евреите, бидејќи евреите се беа договориле да биде исклучен од синагогата секој кој ќе го признае него за Христос. Заради тоа неговите родители рекоа: возрасен е, прашајте го него. Во овој разговор наоѓам неколку корисни процеси по кои вредностите можат да бидат мерени, затоа што ние треба да ги мериме вредностите на животот. Да го погледнеме овој процес. Број 1. Барај објаснување. Немој да бидеш задоволен само со извештај. Оди директно во изворот и откри што се случува. Тоа е што овие луѓе направија. Тие се обидуваа јасно да дознаат што се има случено. Овој слеп човек беше исцелен од чудото кој Исус го направи. Исус направи кал од неговата плунка на неговите очи и беше го испратил во бањата Силоам да се измие. Така тие отидоа да откријат, да добијат објаснување и тие го прашаат човекот. Тој им кажа точно што се случи. Тој рече: ми стави кал на очите, се измив и гледам. Толку едноставно. Без големо раширување, без некаков комплициран начин. Само многу едноставен начин за тоа што точно се случило. Но дали знаеш дека некој од овие луѓе донесоа погрешен заклучок? Тие заклучија штом чудото се случи во сабота, кој да го направил, тоа не е можно да биде Божји човек. Тој мора да е грешник. Но човекот кој беше исцелен рече: како може грешен човек да прави такви чудотворни знаци? Ајде да видиме. Не беше човекот кој беше исцелен овој пат, но тоа беа луѓето кои рекоа: како може грешен човек да прави такви чудотворни знаци? За да се измерат вредностите во животот, тоа е соодветно и важно да се бара разјаснување на проблемот. Проверете дали точно разбирате. Да го разгледаме вториот процес. Нагласи ја верификацијата. Собери повеќе факти, зборувај со други луѓе кои знаат. Овие луѓе ги повикаа родителите. Сега со сигурност знаат. Ако тој им беше нивен син, тие со сигурност ќе знаат дали или не е тој роден слеп и сигурно заслужуваат да знаат како тој прогледа. Така, тие ги поканија и ги прашаа:
Дали е овој вашиот син? Тие рекоа, да, тој е наш син. Тој беше роден слеп. Тогаш продолжија и рекоа, а како гледа сега, не знаеме, и кој му ги отворил очите, ние не знаеме. Па тие кажаа само дел од вистината, но тие немаа намера да кажат се што знаат. Ние ќе видиме зошто не. Но јас морам да признам дека овие луѓе кои се обидуваат да ги земат во предвид сите факти, дека тоа е многу важен процес. Немојте да се задоволите се додека не ги соберете сите факти. Да ја измерите вредноста, вие мора добро да ја разгледате верификацијата. Третиот процес е соочи се со исклучување. Дозволете ми да ве предупредам, немојте да се плашите. Во овој стих читаме дека овие родители не сакаа да кажат се што тие знаеја затоа што тие беа исплашени. Им се закануваа со исклучување. Тоа значеше да бидат исклучени од синагогата. Неговите родители го кажаа тоа затоа што се плашеа од евреите, бидејќи евреите се беа договориле да биде исклучен од синагогата секој кој ќе го признае него за Христос. Ова беше многу сериозна закана, но не се плашете. Ако ти на вистина ќе застанеш на страната на вистината, тогаш мора да ги измериш вредностите и да не бидеш уплашен. Немојте да го затворите вашиот ум за вистината. Немојте да носите заклучоци пред сите докази да ги имате. Биди сигурен да потврдиш се, но не се плаши ако некој ти се заканува. Да ги измериш вредностите, мора да се соочиш со заканите на исклучување, закани од другите. Предпоставувам дека овие родители беа исплашени, затоа го имаа нивниот проблем и не можеа да дојдат до мерење на вредностите. Тие ја ставија погрешната тежина или погрешната вредност на погрешната страна. Мерењето на вредности во животот правилно ќе ги бара овие процеси. Барај разјаснување, прашај за да знаеш, нагласи ја верификацијата, биди сигурен во фактите, соочи се со исклучување, застани на страната на вистината. Немој да си донесуваш никаков заклучок пред доказите. Гласници на надежта.